Климатските промени го осушат Преспанското езеро. Водостојот на езерото се намалува, само Калта како сведок потсетува на намалените ниски количини на дожд и снег. И човекот е на список од фактори за намалување на езерото, како користењето на водата за системите за наводнување од страна на Грција, Македонија и Албанија, како и користењето на водите од реките кои се вливаат во езерото за хидроцентрали. Марија Карлепуровска е адвокат, но традиционално го работи овоштарството. За да ги видиме последиците од самата промена, треба помасовно, значи самите земјоделци да преминат кон органско производство, со тоа што со тек на време, веројатно тоа би придонело за намалување на сите климатски промени, вклучително и сушење на Преспанското езеро, предпоставувам, или доколку тој процес зависи од повеќе фактори, тогаш зачувување на квалитетот на водата. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски објаснува дека нема потврда за зголемена количина на пестициди во езерото. Се прескапи за некој да ги истура или да ги isфрла. Ние едва и кубуриме за да ги наполниме тие прскалки, а не камоли да ги истураме. Не можам да кажам дека комплетно свеста и совеста кај граѓаните за одлагањето на паковките од пестициди е на највисоко ниво. Од Хидробиолошкиот завод Охрид објаснуваа дека потребна едукација на земјоделците во делот на одложување на органски отпад и пестициди, фекалните води и чистење на мртвите трски. Она што е позитивно е што општината вложува во изградба на прочистителни станици, што се најважни за чисто езеро, велат од Хидробиолошкиот завод. Органското загадување, кое што пред се во себе го вклучува и фекалното загадување од комуналните водите домакинствата, како и нутриентите, азотот и фосфорот, кои што исто така представуваат нутриенти кои што доспеваат во езерскиот екосистем, го збогатуваат езерото со нутриенти и органски материи, односно ја зголемуваат продуктивноста на езерото. Со самото тоа доведува до големо искористување на овој есенцијален елемент, кислородот, односно доведува до аноксични, односно бескислородни услови. Од Министерството за животна средина за Канал 5 потврдија дека мониторинг на квалитетот на водата во делот на загадување од пестициди не се врши континуирано и нема информација дали ваков тип на мониторинг по моментот спроведува некоја институција. И Канал 5 се вклучува на акцијата Преспа разбуди се. Со оваа еколошка акција се прави за да се спаси овој регион, од езерото, почвата до се она што представува белег за Преспанскиот регион.